Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف وأوسطه مغفرة. صدق رسول الله وصدق حبيب الله. Allah dželle šanuhu sura Al-Anfal veli: Allah nema da gi kaznува ako ti je bara oprost. Muhammed pejgamber sallallahu alejhi ve sellem rekol Ramazanot se deli na 3 podjednakvi dela. Вториот дел je ve eusatuhu magfiretun, a to znači baranje, oprost ili magfiret od strana na Allah dželle šanuhu. Imam Ahmed isto така ги наведува зборовите на Аллаховиот пејгамбер Мухаммед алейхи салату ва селам дека рекол: човекот е заштитен од Аллаховата казна се дотогаш додека бара опрост. Зборот опрост, истигфар или магфирет во Куранот се спомена на повеќе од 300 места, а сето тоа зборува за важноста и потребата наша за барање опрост каде Аллах дželle šanuhu. Барањето опрост е пропишано во секое време, но има посебни времења кога тоа е позначајно, повредно и понаградено. Едно од тие времења се и овие посебно значајни моменти или вторите 10 дена од месец Мубарек Рамазани Шериф. Затоа сега да се активираме во барање опрост, спас или магфирет од Аллах dželle šanuhu. Зошто ако сакаме опрост на нашите гревови, ако сакаме поголем џеннетски степен, ако сакаме добро потомство, ако сакаме халал заработувачка, ако сакаме мир, спокој и благосостојба, ако сакаме здравие, ако сакаме заштита од болести, ако сакаме отстранување на грижи и проблеми, ако сакаме поголемо богатство, ако сакаме излез од несреќи, белаи, ако сакаме спуштање на дожд, ако сакаме плодност поради немање на деца, ако сакаме повеќе плодови кога семе, а не се раѓа берекет, за сето ова само леки е барање опрост од страна на Аллах dželle šanuhu, а сега е тоа време на магфирет или време на спас. Истигфарот или барањето на опрост од страна на Аллах dželle šanuhu посебно е убаво да се направи нарочито после извршувањето на ибадетите, особено после намазот. Зашто? Затоа што со него ќе биде избришана секоја една наша грешка која што сме ја направиле или сме помислиле нешто во текот на намазот. Затоа пејгамбер Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва селем стално практикувал после завршување на фарзот 3 пати да каже естагфируллах, естагфируллах, естагфируллах. Пренесува Ебу Џафер дека Хазрети Алија радијаллаху анху рекол: на земјата постоеле 2 гаранции од Аллахова казна. Значи да не бидеме казнати од Аллах. Првата гаранција е одземена или е подигната. Другата гаранција постои и затоа рекол држете се до неа. Таа што е подигната или земена, тоа е Мухаммед алейхи салату ва селам, кој што не е меѓу нас. Но втората гаранција е неговиот суннет, неговите упатства, неговите опомени за чинење на истигфар или барање магфирет, опрост или спас од Аллах dželle šanuhu. Затоа да го навикнеме нашиот јазик често пати да ги изговара овие тешки зборови како за дуња, така и за ахирет. Да се навикне јазикот да каже теубе естагфируллах или естагфируллах, бидејќи им овие се зборови кои што се посебно важни за вагата на судниот ден. Дошол некој човек каде Хусеин ибн Али радијаллаху анху и му се пожалил на сиромаштија. Дошол други човек на немање на деца, се пожалил. Дошол трет човек, се пожалил на суша. Дошол друг човек, се пожалил на немање на пород, на плодови.
Хусейн радијаллаху анху им рекол: чините истигфар, барајте опрост, магфирет од страна на Аллах Джелешану. Но еден човек кој што бил во близина го посматрал и зачудено му рекол на Хусейн: ја Хусейн ибн Али, луѓето ти се жалат од разни маки и проблеми, а ти на сите им го кажуваш едно те исто. Зарем нема други лек? Хусейн му рече: јас го кажав само она што Аллах ми го кажал. И нема други лек сем барање магфирет, барање спас, чинење истигфар. За се тоа најдобар лек е оваа работа. Браќа и сестри, Иблис алейхи ланет секојаш се труди и работи да го натера на човекот да направи лошо, да направи зло. А кога ќе го направи злото, потоа се труди да го спречи да не побара опрост од Аллах Джелешану. И тој се колни во Аллаховата сила дека постојано, се до судниот ден, ќе го заведува на човекот, се додека е жив, додека корача по оваа земјина топка. Но исто така, да знаете дека Аллах Джелешану се колне дека се додека човекот прави теубе истигфар, бара магфирет, опрост и спас од Аллах Джелешану, Аллах Джелешану ќе му простува. Затоа, кога ви е лошо, кога ви е зло, барајте опрост. Кога сте во безизгледна состојба, барајте опрост. Кога сте некој пат без сабур, нетрпеливи, барајте опрост од Аллах. Кога се чувствувате осамени, барајте опрост од Аллах Джелешану. Кога срцето ви е празно, барајте опрост од Аллах Джелешану. Кога нафаката ви е малку, барајте опрост од Аллах Джелешану. Кога сте болни, браќа и сестри, скршени, кога немате мир во душата, барајте опрост, магфирет и спас од Аллах Джелешану. Сигурно Аллах Джелешану ќе одговори на вашите молби. Алхамдулиллахи Раббил Аламин.